Мурати, именно и овој амандман е реализиран. Можевме да проследиме на вест во изминатиот период дека владата обезбедила 35 милиони евра од ребалансот на буџетот за оваа намена. Така да практично и кога ќе го видите и овој буџет за наредната година, ставката за високо образование е зголемена за 1000%. Дел од тоа ќе иде во насока на подигнување на платите на високообразовните работници. Дел од тоа заедно со план ќе иде и во насока на засилување на инфраструктурните објекти во високото образование, но она кое што сметам дека вие како судија и како правник добро го познавате. Мислам дека во наредниот период заедно со оние реформи кои што се планираат во високото образование, како повторното враќање на списанија за објавување на трудови со импакт фактори, паралелно на зголемување на условите и за студентите, но и за оние кои што работат во високото образование, ќе се заоструваат и условите за да се подигне квалитетот на високото образование, бидејќи ние како влада сакаме да направиме еден систем на високо образование кој што ќе може да ја стигне и Турција и други западноевропски земји, бидејќи во таа насока сакаме да се стремиме за да нашите студенти бидат што е можно поквалификувани за пазарот на трудот, но и оние кои што работат на универзитетите на некаков начин да имаат и подобри услови за работа. Така да сумирам во една реченица за оваа намена, веќе во овој буџет за 2024 година со ребалансот се предвидени нови 35 милиони евра за оваа намена. Благодарам.